Синоќа по 24-ти пат се крена завесата на фестивалот на камерен театар Ристо Шишков во Струмица. Првата представа на репертоарот беше Човекот кој не знаеше да каже не. Фестивалските денови ќе бидат исполнети со повеќе од 15 представи изведени од речиси сите народни театри од земјава, но и од странство. Годинава воедно се одбележуваат и 30 години од смртта на Шишков. 24-тото издание го отвори првиот човек на општина Струмица Зоран Заев. Критериумите се секогаш исти, мислам, треба да биде најдобриот. Тука не, апсолутно не смее да се промаши, зашто таа награда е една и треба да дојде во правите раце. Јас барем така разбирам и дека навистина досега, не знам дали имало некогаш или се промашило нешто, малку преовладало, но сепак јас мислам дека, поготово што сметам дека и како човек сум таков да можам да си го кажам зборот, да го кажам вистината, да го кажам она кое ме радува, дека некој ќе ја има неговата награда и секогаш стојам на таа страна. Покрај представата паралелно беше отворена изложба Божја искра на прима балерината Зојца Пуровска-Велевска и оваа година наградата за високо актерско остварување изнесува 1500 евра во денарска противреност, а наградениот добива и златен медаљон со ликот на Ристо Шишков. И овој пат актерите од земјава и странство ќе играат во чест на големиот актер Ристо Шишков. А фестивалската програма скоро во целост ќе биде посветена токму него. Има и зошто. Годинава одбележуваме 30 години од смртта на Шишков, актерот и човекот кој одамна се скара со смртноста. И ако некој е безсмртен, тогаш тој, фестивалот што го носи неговото име и градот во кој истиот се одржува, заслужуваат посоветен третман од страна на државата. Примарна цел на овој фестивал е вреднувањето на актерското мајсторство пред сите останати компоненти кои го градат театарот во целост.